3 години откако Вселенската патријаршија и тргна шизмата на Македонската православна црква Охридска архиепископија, се чини дека таа не е ни чекор поблиску до целосно признавање на автокефалноста во православниот свет. Во кои лавиринти се загубија контактите со Вселенската патријаршија и почетниот елан за конечно добивање автокефалност. Дали барањата кои ги стави на маса Вселенската патријаршија за добивање автокефалност се преголем залаг за Македонската православна црква Охридска архиепископија, поголем од прифаќањето на свештениците на ПОА во своите редови, за да се задоволи барањето на СПЦ, Српската православна црква, за признавање на МПЦОА. Колку Македонската православна црква е колатерална штета на игрите за превласт во православниот свет меѓу Вселенската патријаршија и Руската православна црква? Дали тоа е причината и за поделбите внатре во МПЦОА? Дали изборот на новиот митрополит на Кичевско-Дебарската епархија, кој ги заобиколи сите високосвештеници и кој претендира или се споменува како можни кандидати за таа позиција, е знак дека Македонската православна црква Охридска архиепископија има намера да ги среди прво сопствените редови и да спречи поголем внатрешен раздор, па потоа да продолжи борбата за автокефалност, која засега е задоволена само со томосот од СПЦ. Добра вечер, со мене вечерва во студиото, во најавата како што слушнавме, ке разговараме за црковните прашања и докаде автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Имам честа и ексклузивно со нас во студиото да биде и новиот портпарол на Македонската православна црква и накој секретар на Синодот, Владика Климент. Добра вечер за вас. Добра вечер. И моите и предходни гости во поранешни емисии, кога сме разговарале за оваа тема, колегата новинар Бранко Ѓорѓевски и Даријан Сотировски, поранешен директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. Добра вечер и за вас. Фала. Владика Климент, ќе почнам веднаш со вас со првото прашање и со нешто последно беше во најавата, поточно изборот на новиот митрополит. Тоа се случи во четвртокот на 12 јуни. Синодот едногласно го избра отец Георги за нов митрополит на Дебрско-Кичевската епархија, но тоа беше малку неочекуван потек, бидејќи само од 27 мај до 8 јуни сега отец Георги го доби чинот игумен од замонашување до чинот игумен, што е малку експресно во црковниот свет да се оди во чиновите само за неколку дена. Зошто црквата се реши на ваков чекор? Дали ова беше за да се смират поделбите во високите редови на црквата околу упразнетото митрополитско место? Од мигот кога дознавме за блажено упокојувањето на митрополитот Дебрско-Кичевски господин Тимотеј, се соочивме како Македонска православна црква Охридска архиепископија да размислуваме за негов наследник. Од самиот почеток неговото блаженство, знаејќи колку е важна црковната структура во југозападниот дел од нашата татковина, токму заради тоа што тука е престолнината на нашиот црковен идентитет, знаеме што значи Охрид и како сите го доживуваме, посвети посебно внимание за тоа кој ќе биде негов наследник. И ако се сеќавате дека и самиот тој пред неколку недели на средба во клубот на пратениците, чинам дека со вас, најави дека на јунската седница во полн состав, која ќе се соберат сите архиереи, ќе се отвори и таа точка за дневен ред избор на Дебрско-Кичевски митрополит. Тоа беше така затоа што тој за прв пат срочи, состави свој предлог, кој што го упати согласно работата на деловникот на Светиот архиерејски синод и согласно уставот на Македонската православна црква. Она што беше навистина радост за сите нас во живата црква е тоа што неговиот предлог беше прифатен едногласно, еднодушно и видовме дека со тој избор се случи нешто што го посведочи единството во меѓу архиереите во Македонската православна црква. Мора да признаете дека се спомнува предходно повеќе имиња за таа позиција и ова беше изненадување, самото имено и самиот начин, како што споменав, за во рок од 2 недели од замоношувањето до
добивањето на статусот кога веќе може чинот да пренасне во митрополит. Дали тоа беше, како што ве прашав, целта за да се избегне поголемиот раздор токму околу поделбата и кој ќе седне? Јасната визија на архиепископот дека тоа место треба да биде пополнето со личноста која што важи за долгогодишен соработник. Да не заборавиме, беше шеф на кабинет на архиепископот, декан на факултетот, секретар на Американско-канадската епархија. Те се негов соработник. Едноставно недостасуваше оној дел што е поврзан со монашкиот чин, кој што, како што рековте, и тоа беше задоволено бидејќи уставот го предвидува токму тој момент. Бевме сигурни дека во неговата личност целата црква ќе препознае достоен наследник на митрополитот Тимотеј. Синодот, иако покажа единство околу изборот на отец Ѓорги за нов митрополит, не излезе во пресрет на барањата на дел од верниците во таа епархија, кој бара митрополитот да се бира од повеќе кандидати, не само од еден. Зошто? Повелете. Да, ви благодарам. Должиме на јавноста да го објасниме тој момент. Тоа е така затоа што уставотворецот на македонската црковна легислатива при избор на помошен, викарен и надлежен епархиски архиереј, односно митрополит, не предвидел втор, трет или повеќе кандидати. Ова го велам јасно, значи ниту уставот на Македонската православна црква, ниту деловникот на работата на Светиот Синод го предвидел тоа. Она што е предвидено е постапено. Што беше предвидено? Предвидено е дека треба да има писмен предлог, биографија, која што пред 15 дена пред почетокот на работата на синодската седница да бидат запознаени надлежните епархиски архиереи кои што се членови на синодот. Тие го добија тој материјал како работен материјал и се отвори точка на дневен ред, ја прифатија. Знаеме дека оние кои што беа отсутни од оправдани причини, тоа беше митрополитот Американско-канадски, кој што остана во својата епархија во Америка, и од здравствени причини повардарскиот митрополит господин Агатангел, кој што не беше присутен, меѓутоа и 20 архиереи го ополномоштија неговото блаженство, архиепископот Охридски македонски господин Стефан, да гласаат за предлогот кој што го истакна. Така што, бидејќи бев дел во самата атмосфера на седницата, таа точка за изборот беше многу конструктивна и повторно ќе кажам го посведочи единството меѓу архиереите на МПЦ. Знаете, се постава прашањето ако може во 2 недели од забонушување да се стигне до игумен, зашто тогаш, нели, претпоставам дека во уставот не е предвидено рокот кога би можело, и прашањето е зашто не се почна со таа постапка порано, тогаш може и прашањето дали можеби некогаш ќе треба да се излезе во пресрет на верниците, но ете уставот не дозвола. Господине Ѓорѓевски, како го толкувате овој потек на синодот? Добро пресметан маневар за да се избегне поголем раздор во црквата или потреба за нејзино освежување? Јас ја разбирам желбата на архиепископот Стефан да биде обкружен со луѓе од доверба. Сигурно господин Ѓорги е многу квалитетен човек и за него кој да сака не може да најде некоја црна дамка. Тој е факт и дека е еден од навистина успешни и добри кадри изнедрени во рамките на Македонската православна црква. Но овде се поставува едно прашање дека сепак се случило едно одредено брзање, да не кажам избрзување. Од која причина? Навистина, во минатото сме имале примери кога за 10 дена се изодувал тој пат од монах до владика. Сме имали и во наша црква. Поглаварот е избран за 10 дена, покојниот владиката Тимотеј за 12, мислам дека е така. Но тоа бе времиња кога нам ни се брзаше, кога кревавме црквата, кога немавме многу монаси, посебно не оние со многу големо искуство. Имаше оправдување за такво едно брзање. Овде мислам дека немаше потреба за брзање од многу причини. Првата е причина што помина само 7 месеци. Тоа не е некој преголем период Дебарско-Кичевската епархија да биде со упразнет трон, ако веќе архиепископот е администратор, го презел управувањето. Посебно не во ситуација ако знаете дека тој кадар што вие ќе го
предвидувате за тој трон, ќе предизвика одредени реакции и контроверзни мислења во јавноста. И тоа се случи. Ние за прв пат во нашата црковна историја имаме ситуација во која што изборот на еден архиереј го повлече народот на улица. Тоа не беа протести, тоа беа мирни собири, но беа верници кои не беа задоволни од потегот, односно од тоа што викарниот епископ Мартени беше заобиколен. Тоа. Затоа мислам дека тука е главниот проблем. Зошто се брзаше? Па и самиот господин Георги, јас да се ставам во негова ситуација, знаете, да го изодувам патот од монах до владика за 16 дена, навистина не секојдневно тоа. Монаштвото е еден голем предизвик. Не случајно, кога се тргнува по тој пат, се станува искушеник, па се поминува години на едноставно совладување на сите тие предизвици што ви го наметнува таквиот живот. Така да зборувам за самиот господин Георги, дали тој е доволно свесен на она на што се нафатил и какви се искушенија ќе предстојат пред него. Знаете, од друга страна видовме што се случи, каква една негативна кампања се создаде во јавноста во однос на личноста на господин Партени. Па тој беше изложен на најбрутални навреди од делот од јавноста, знаете. Ваков избор уште повеќе ќе продлабочи разликите во самата... Јас се чувствувам згрозен од какви се зборови излегуваат луѓе кои што се представуваат за христијани во нашето општество, знаете. Навистина беше непријатно. Имаше луѓе нормално што го поддржуваа неговиот избор. Навистина дојдовме во ситуација дека сме поделени. И сега можете да замислите каква ситуација ќе се создаде во Дебарско-Кичевската епархија откако господин Георги ќе почне да управува со неа. Јас се молам да тој момент да се премости на најмирен начин, но поента ми е дека требаше да се почека, ништо не ќе се загубеше ако господин Георги беше монах година-две, ако господин архиепископ управуваше со епархијата и едноставно на еден мирен начин се изврши целата транзиција. Токму следното прашање ме за тоа каква одглас сега ќе има ваквиот избор во самата Дебарско-Кичевска епархија, поточно со неслушување на барањата на дел од верниците, дали може да и се врати тоа како бумеранг на Македонската православна црква и да создаде нови поделби, особено сега на релација со верниците? Би сакал да се осврнам и на овие констатации. Зборот Кованицата живата црква на епископот и општата јавност тука, тие не нужно секогаш се преклопуваат. И она што понекогаш во живата црква е јасно и е за очекување, не е некогаш јасно и не се очекува во општата јавност. Точно е дека во кратки временски интервали се запазени некои формални одлуки, но јас мислам дека нешто не се брзало, туку многу се чекало за професор доктор Ѓоко Ѓорѓевски да прими монашки подстриг и да служи во највисокиот црковен клир на Македонската православна црква. Јас сум прилично убеден од целата моја информираност. Ова не е нова идеја, нов предлог. За ова се зборувало многу пати. И не толку многу случаи имаме во историјата кога црквата барала и очекувала, замолувала и го гледала некој во својот висок клир. Многу повеќе пати имаме случаи кога нечија амбициозност се гледала да го минува тој пат. Затоа е радост за живата црква, бидејќи ние сите, кои што јас сум и признавам и субјективен, бидејќи отец Георги е и близок соработник и пријател мој, но и на многу луѓе сме ја сведочели неговата скромност и неговата смиреност, дури и чекорење по монашки пат кога не сте во тие чевли. И затоа сметам дека без никаква дилема дека одлуката не само што не е брза и избрзана, туку е дел од
еден пристап во носење мудри одлуки, но значајно. Ова не е одлука за еден против друг. И тоа мора веднаш да се пресече во таа општа јавност, па и внатре и во црковните кругови. Да, но што со апсолутно се согласувам дека ниту еден епископ мирни протести или се осврнам и на тоа. Апсолутно се согласувам дека епископот Антониски Партени не заслужува ниту еден навредлив збор. Апсолутно. Исто како што синодот со оваа одлука дополнително заслужува сета доверба од сопствениот верен народ. Ние мора да научиме дека повисокиот интерес треба да не води напред и поделбите, верувањето во табори, во крила, со еден подруг речник, бродот за да оди напред, потребни му се едра. И тоа е точно. Некогаш и најоддалечените едра, и левото и десното, се важни за да тој прими доволно ветер да оди напред, но овој пат е прашање како да ја зајакнеме и контролната кула. Затоа што да превенираме ние идни поделби внатре во црквата. Гласот на средната вредност, на разумот, на мудроста, на созреаноста мора да биде зајакнат. И јас мислам дека тие верници треба најдобронамерно кога гледаме се што ни се случи, да извлечеме поуки. Треба и да не радува нивната љубов што токму очекуваат нивниот духовник да биде митрополит во нивната епархија. Не гледам ништо лошо јас во тоа. Иако протестирањето, организирањето може да има раздор, неприфаќање. Јас мислам дека нема тоа да се случи. Иако е нетипично да се организираат протести пред резиденцијални објекти и досега невидено, сепак ако гледаме секој медал има, нели, две страни, јас избирам да гледам на тој дека тоа го прават од љубов кон својот духовник и тоа е повторно поврзано со живата црква. Дали само еден момент сакам да се навратам на вашиот колега кој што навистина ги следи црковната проблематика и не може да го знае тој податок, таа информација што е од канонското право кога ќе се упразни или овдови одредена епархија во рамките на матицата црква. Според канонскиот поредок Бранко, 6 месеци. По 6 месеци треба веќе да се договори, да се свика синод и да се потполни, бидејќи од исклучително посебно ова епархија каде што гледаме е во Охрид. И тоа е причината што вие го отворите тоа прашање, само сакав да дадам одговор зошто за 6 месеци навистина се изврши помен на дедо Тимотеј 6-месечен и веднаш потоа се закажа седницата во консулство. Поточно не може да се чека повеќе од тоа за да се именува. Тоа е канонскиот поредок, секако дека ниту јавноста, па и оние што ја следат, тоа е внатре во нашето канонско право. Тука ќе направиме првата пауза за реклами и продолжуваме утоа со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Со мене во студиото се владиката Климент, секретар на Синодот и портпарол на Македонската православна црква Охридска архиепископија, колегата Бранко Ѓурѓевски, новинар, и Даријан Сотировски, поранешен директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. Владика Климент, подолг период постои отворен судир, тоа го спомена и колегата Ѓурѓевски, меѓу владиката Петар, викарниот епископ Партени на Бигорскиот манастир, кој неретко суди резултираше и се рефлектираше дури на одлуки на синодот и се резултираше со неубави, да кажам, обвинувања кои фрлаа сенка врз Македонската православна црква и што се случува внатре. Исто така се зборува дека има и поделеност помеѓу постарата конзервативните владици во самата црква и помладите, по-прогресивните. Какви се тие поделби во црквата и каков товар се тие за неа? Ова е, значи, поделбата меѓу, поточно кавгата меѓу Партени и епископот Партени и владиката Петар е многу видлива и не може да се заобиколи. Како ќе го реши црквата тоа? Можам да ви кажам дека неговото блаженство во пресред на престојната седница, која беше многу важна, зашто имаше важни точки на дневниот ред, упати апел до сите архиереи да се воздржиме од изјави, од слово, од став што ќе може да фрли сенка било на црквата, особено затоа што пред 3 месеци сите бевме сведоци на личната и колективната травма од настанот во Кочани, каде што народот преживеа една травма и се уште трае.
И токму заради тоа, ние како верски лидери, како духовници, не треба да придонесуваме со било што ќе придонесе да се вознемири јавноста, и црковната и општата јавност. Речиси, повеќето го послушаат тој родителски совет на архиепископот, оние кои што излегува со одредени ставови, па и со подоцна барање на прошка, изминувања, тоа се за истите новинарите контактира авторите на тие изјави. Црквата на вистина како духовна мајка треба да зборува со еден глас кој што ќе може на вознемирениот човек во нашата епока да му донесе мир и да го успокои, затоа што знаеме дека од се нешто тој е вознемирен. Но знаете, кога и самото тоа што има таков повик, значи дека има поделба. Со самото што се повикува да не излегува во јавноста, тоа туку да се воздржат, значи има поделби. Од каде произлегуваат тие поделби во црквата? Црквата е жив организам, има различни мислења. Дури ако читате во Новиот Завет, ќе видите еден совет на Свети апостол Павле: ако се карате, гледајте да не се истребите. Така што полемичноста не е нешто што е надвор од живиот организам на црквата. Меѓутоа, токму со последната седмица видовме дека кога станува збор за важни работи, сепак црквата знае да зборува со еден глас, и тоа го видовме со последната одлука. Господине Ѓорѓевски, подложна ли е Македонската православна црква Охридска архиепископија на вакви поделби поради надворешни влијанија, или можеби токму надворешните влијанија резултираат со вакви, мислам, од каде доаѓаат? Сметате дека се внесени или се токму надворешните влијанија ги користат за некои своји влечење на потези? Да, разбирам. Знаете, најверојатно се работи за еден микс на внатрешни чувства и надворешни влијанија, и сето тоа се оди во еден канал и на крај се манифестира како што се манифестира. Овака. Мене ми е, пак се навратам околу атмосферата врзана со изборот на новиот Деварско-Кичевски владика, кога бевме светоци на едни големи фронтални напади на врз епископот Партени, најмногу од страна владиката Петар, знаете. Тогаш се употребија многу тешки зборови. Јас ги посетам сите и целата јавност дека Бигорски манастир беше означен како парацрковна организација. Јас потешка квалификација, потешка навреда, потежок збор не сум слушал од наши црковни достојници. Сето тоа ми укажува дека на некој начин како да целта на ударот не беше само да се попречи изборот на епископот Партени за нов Деварско-Кичевски митрополит, туку мислам дека е ударот насочен кон целото братство на манастирот. А ако гледам и во некоја подалечна линија, мислам дека и задира и во односите кон Вселенската патријаршија. И токму на таа една линија треба да се бара корено на сите поделби кои што сега се манифестираат во овој период во врвот на Македонската православна црква. Во минатото сме имале многу различни поделби, да не губиме време посетувајќи на нив. Сега на некој начин поделбите, групирањата се врзуваат за тоа како да се однесуваме во овој процес во кој треба да дојдеме до нашата црковна автокефалност. Гледате и сами, имаме групација на владици кои сметат дека томосот добиен од Белград е доволен, дека веќе не треба да бараме ништо од таму. И групација на владици кои вика дека тоа не е доволно, дека е цело кога имаме се. А тој томос ни недостасува. Значи, тоа е една поделба која што сега тоа е јадро на сите судири, и мислам дека поделбата е голема, и ово што се случи сега со Бигорскиот манастир на некој начин е, јас можам да, според мој печаток, е на некој начин победа на таа струја која што е против силните врски со Вселенската патријаршија и комуникација со неа. Како ќе се менаџира натаму, ќе видиме. Јас се искрено се надевам и сакам да верувам овака дека нема да се случува никаков реваншизам, нема да има некакви прекомандувања на монаштвото, братство, нема да има смена на епископот, туку дека целиот
цела ситуација ќе се менаџира онака како што е достојанствено на една православна црква. Ние многу пати сме докажале дека сме на тоа ниво, сега мораме повторно да докажеме дека оно што сега се случило е само една лоша епизода после која ќе излеземе сите со некои поуки за тоа што не треба да ни се случува. Односно секој ќе извлече поука. И самиот архиепископ за тоа како треба да се менаџира процес на изборот на еден архиереј, самите кандидати ќе треба да сватат дека што треба да прават во цела оваа ситуација, односно какви се амбиции да имаат, какви фази треба да поминат тоа, за да целиот тој процес биде прифатен од јавноста, да не предизвикува контроверзи и поделби. Господине Сотировски, дали овие поделби, превирања во Македонската православна црква Охридска архиепископија влијат и врз одлуките кои таа ги носи? Еве, господинот Ѓорѓевски начна дека тоа е можеби токму битката, дали е доволен томосот од СПЦ, дали треба да се продолжи кон автокефалност од Вселенската патријаршија, дали тоа влија и врз одлуките кои ги носеше токму МПЦ за овие два процеси? Добро, прашање на факт е, нели, дека има разномислие по одредени прашања и кога зборуваме за тоа и тука допираме, тоа е одлична работа. Колку повеќе квантитет на различни мислења, треба да се отвори плодна дискусија и тоа е квалитет. Кога доаѓаме до лични навреди, тоа не е добро. И тоа треба надвор, подалеку од очите на јавноста да се разрешува. Но не е само овој судир хранет помеѓу црковни лица и само помеѓу нив, туку е и од една, за среќа, мала група на луѓе и надворот од црквата, кои што го подбуцнуваат и го одржуваат тој оган постојано да тлее. И да, точно е, и епископот Партени е мета на навреди и неговото братство, и митрополитот Петар е мета на напади, можеби не лично од манастирот, директно, туку од овие други некои перијаници кои што исто така не посакуваат единство на црквата. Но многу е важно, особено државата, да стои настрана од обидите на црквата внатре во редовите, да направи што е можно поплодна дискусија со различни мислења и квалитет, но сепак мора да се укажува каде е повисокиот националниот интерес. И јас тука во однос на тоа дали рефлектирало внатре во одлуките на црквата, сметам дека одлуките на црквата за различни прашања се носат со различни инпути, нели, на масата. Сепак ова е нешто што се случува во некогаш е врзано за процесот на одлучување, некогаш не. Но многу пати сме зборувале во однос на патот кој што нашата црква го движи по стекнатата автокефалност 1967 година, е прашање исто така на единство во црквата. Ние сме автокефални од Третиот црковно народен собор за црквата и ние сме автокефални за државата и согласно декларацијата на Македонското собрание од 2004 година. И тука нема разногласие, нема дилеми внатре во црквата и кај државата. Прашање е на конструктивен и креативен приод како оваа реалност да ја препознати сите други. И на тоа се работи. И до сега имаме успеси, а и од сега па натаму да се надеваме. Владика Климент, изминатите години, особено пред 2-3 години, кога се случуваше токму тргањето на шизмата, давањето на томосот за признавање на Македонската православна црква од Српската црква, излегува информација од тајните разузнавачките служби дека во високите редови на МПЦ-ОА има руско влијание. И дека под нивно влијание дури е донесена одлуката да не се признае Украинската црква. Дали каков беше одговорот на Македонската православна црква внатре во редовите? Така остана дека и синодот бил известен, дури биле посочени владици кои биле поврзани, но потоа ништо не се слушна. Како се расчисти тоа во црквата? Воопшто не е точна оваа информација во однос на одлуката за сослужувањето со украинската иерархија. Не е под никакво влијание на дворецот? Апсолутно, ќе ви кажам, заради тоа што таа одлука ја носевме со нас, таа е многу постара одлука. Уште во моментот
ние имавме, ако се сеќавате, кога излегувавме во јавноста, зборувавме дека македонското црковно прашање воопшто не е идентично со украинското црковно прашање. Тоа беше категоричен став, се сеќавате дека да. И ние таква одлука имаме донесена многу порано. Ова го велам затоа што сум секретар на Светиот Синод и актите ги гледам секојдневно пред себе. Всушност, проблемот настана кај реактуализацијата на истата таа одлука. Значи, таа која излезе во јавноста, јавноста тогаш дозна за незе, меѓутоа таа одлука е многу постара. Така што кога е донесена првично? Значи, сега точно не можам да ја знам датумот, меѓутоа сигурно е од пред 5 години. Таа е стара одлука. И ние се повикуваме на таа одлука, но реактуализацијата и излегување нејзино во јавноста го направи таквиот впечаток. Ова категорично ви отврди. Што се случи со индикациите дека има врски со руската и со руските служби, дел од владиците? Како одговоривте на тоа? Тоа беше неколку пати во тоа време изјавено од тогашниот претседател Стево Пендаровски дека бил известен синодот за тоа. Значи, ние досега никој ни кажа во една средба поранешниот претседател за такво руско влијание. Тоа беше устна изјава, меѓутоа никаков документ или факт не добивме за да можеме да зборуваме конкретно како податоци кои како што. Да. Освен признавањето на Украинската православна црква, до МПЦО има уште 2 барања кои треба да се исполни до автокефалноста од страна на поставени од страна на Вселенската патријаршија, тоа е промена на името и отстапување на диаспората. Што дова е поприфатливо или полесно прифатливо за црквата? Не можеме така да ставаме на тезга, на вагови намерења. Што бе полесно би се постигнал компромис? Значи вака, ние негуваме културата на диалог и со Вселенската патријаршија и со сите помесни православни цркви. Значи, архиепископот и Вселенскиот патријарх посрекна околност бидејќи зборуваат и двајцата италијански, може да се разберат со едно дигање на телефон и да разговараат буквално без толкувач и без преведувач. Ние го почитуваме црковниот поредок и знаеме кој е местото на Вселенската патријаршија. Меѓутоа, во таа култура на диалог, условување и ултиматуми не прифаќаме затоа што равноправно се разговара. И тука синодот ќе речам повторно едногласен. Но ние имавме исто така ултиматум од Српската православна црква за да се добија томосот, па го исполни. Немал, значи... Мислам сега, дали е ултиматум, дали е барање, дали е... Не, ќе ви кажам, во однос на искуството што го имаме со Српската православна црква, точно е дека таа братски препорачува со елинофонските цркви да најдеме решение во однос околу именувањето. Сепак тоа е постара црква со поголемо искуство и таа препорака која што ја упати до нашата црква е во контекст да се постигне договор за се православната согласност, бидејќи целата православна црква во целина е одговорна во однос на добивање на автокефалност. Изборувам за прифаќањето на ПОА во редовите. Значи во разговорите тоа беше побарано од СПЦ. Во разговорите со Српската православна црква, искрено, ако се сетите, ја следите таа проблематика, ќе ве потсетам и сега, беше препорачано од Вселенската патријаршија управно-правните и административни работи да се решат со Српската православна црква. Ние, пред да тргнеме да разговараме со Српската православна црква, информиравме Вселенската патријаршија. Значи, ова сето беше во духот на тоа, луѓето да видат единство меѓу нас и Македонската православна црква на некој начин го посведочи тоа со процесот на интеграција на поранешните архиереи во, знаете, ние одредени митрополити дел од својата епархија од географска област дадоа за да имаме привремени епархии, за да покажеме дека сме во тој поглед луѓе што го сакаме тоа единство не меѓу нас само, туку и меѓу сите православни браќа од сите помесни православни цркви. Господине Ѓорѓевски, го добили Македонската православна црква Охридска архиепископија незиниот француски предлог, да го наречам украински предлог, и
каде гледат излез од навидум сега безизлезната ситуација на барањата кои ги достави Вселенската патријаршија до Македонската православна црква, кои за црквата се неприфатливи? Вака, прво, може да се каже така, стварно, само со таа разлика дека францускиот предлог ние многу сме го пишувале, многу сами сме учествувале во неговото ставање на хартија, знаете. Да го вратиме сега филмот малку наназад, знаеме дека имаше едно писмо на целиот синод до Вселенската патријаршија во кое што ги замолуваме да како второстепена инстанца да помогнат во решавањето на нашиот проблем, црковен проблем што го имаме со Српската православна црква. Тоа е оној период кога Српската православна црква апсолутно не сака ни да помисли за некаква црковна самостојност во Македонија. Така, ние се обраќаме на Вселенската патријаршија, ги замолуваме да како мајка на сите цркви да го земат нашиот предмет во процедура. Што е напишано во тоа писмо, би било убаво јавноста да дознае. Каква се наша подготвеност е искажана во тоа писмо. Од името па до се друго. Тоа наше обраќање се зема во процедура од Вселенската патријаршија и почнува постапка која што е ветувачка, дека ние на крај ќе добиеме многу повеќе од она што го имаме како статус на црквата која што е во Раскол. Нормално, доаѓа и тој радосен ден, 9 мај 2022 година, ние стануваме признаени како канонска црква. Така. Тогаш се случува таа реакција од страна на црковен Белград, црковна Москва, во која што се нуди и се пишува еден томос во кој што се користи нашето уставно име, знаеме сите дека тоа наша болна точка, и нормално тоа се прифаќа од наша страна, но нормално кој не би се радувал црквата така да се нарекува, иако е прашање дали може една црква со национална придавка да се именува. Но како сега може да се изменаџираат овие барања? Тоа ми е по-конкретното прашање. Дали постои излез од тоа? Само со преговори, само со добра волја. Но треба да ги знаеме сите детали за тоа што знаете, ако го слушате владиката Петар, добивате печаток дека условите се целосно неприфатливи. Ако слушате други владици како владиката Наум, владиката Пимен, добивате друга представа, така да некако и во самиот тој синод кој што е многу единствен, некако добиваме различни толкувања на она што е во предлогот, така. Навистина. Ќе добиеме тука нешто што е предлогот или ќе остане вака на толкување на владиците? Значи, конкретно да мислите предлогот за тоа што го зборува Бранко малку, тоа што е напишано да се малку да се даде јавност за да се знае, за да нема различни толкувања. Знаете, ќе ви кажам, кај нас времето прилично релативна категорија. Многу е добро и важно ние дека го одржуваме односот со Вселенската патријаршија. Тоа е нешто што навистина во моментот го имаме и мислам дека се понатаму ние поминавме прилично комплексен период, како што споменавте, интеграција на поранешните архиереи од Српската православна црква, потоа пополнување, решавање на интерна проблематика, така што со текот на времето верувам дека ќе стигнеме до она што на сите ни е потребно и на сите што ни е важно, потполна црковна независност и равноправно членство во семејството на помислените православни цркви. Господин Сотировски, колку може државата да помогне за надминување на застојот, да кажам, еве, иако владиката Климент кажува дека има постојани контакти, рековте дека се одржуваат со Вселенската патријаршија, но сепак во јавноста постои едно мислење дека има застој во тие релации. Колку државата може да помогне и што поконкретно може да направи? Најконкретно малку и да учи од црковната дипломатија не е на одмет, дека некогаш не се што во моментот или во тој момент треба да се искористи првата понудена опција е добра. Тоа е некогаш веројатно добро да го знаеме и на тоа не учи и црковната дипломатија. Државата многу има помогнато изминативе децении на Македонската православна црква и на овој трнлив пат кон признавање. Има развиено државата партнерски однос, се поддржуваат сите напори и барем одредени инстанции од државата се свесни
за потешкотиите, но и спецификите на овој процес. Тука можам и да се надоврзам дека не секогаш треба да се брза, особено што во овој момент православието е поларизирано до степен на видлива поделеност. Да. И за жал се покажа дека православието и тоа овие признаени, впишани во диптихот православни цркви се подложни на политички влијанија, дури на геополитичките ветришта. И знаете, видливо е дека зборуваме ние за временски одсечки од 2, 3, 5 години, тоа е практично за црквата еден ден, не е ни еден ден, едно утро. Видливи се промени во динамиката и во односите помеѓу различни црковни катедри, и во тоа смисла, доколку се умее добро и да се чека, но и да се повлекуваат потези, но никогаш да не се стои мирен, мислам дека сме на правиот пат. Замислете ние доколку го имавме прифатено нишкиот предлог, дали ќе дојдеше 24 мај 2022 година? Не, сигурно. Доколку игравме таква игра, немаше да дојде ни 9 мај. Затоа некогаш не е важно веднаш, туку со самодоверба на нашиот статус, да негуваме што е можно подобри односи и да работиме на мудра црковна дипломатија. Се работи, она што мене ми е познато, на различни нивоа, се негуваат односи и има прилично широка рамка во која што може потенцијално да се гледаат решенија, но се разбира никогаш да се брза. Само ако може да се надоврзам на линијата на Даријан, да вистина не треба да се брза и затоа беше непотребно воопшто ние да ја обновуваме таа одлука за непризнавањето на Украинската православна црква. Таа си стоеше во архив, еве сега дознаеме дека била пред 5 години, така едноставно си имаше свое место, беше заведена со архивски број и ја не гледам зошто имаше потреба да се брза да се реобјави. Од која причина, не знам, а таа ни направи многу големи проблеми во однос со Вселенската патриаршија. Така да на сите оние услови што таа ги бара од нас, додаден и тој. Митрополитот Кирил од Инврос го кажат во интервјуто. Доставно. Да, дозволете само да се надоврзам на ставот на господин Ѓорѓевски. Orthodox Times, тоа е една прилично новинска американска релевантна агенција која што лиферува вести во однос на православието, вели дека изјави имаше чувство на разочарување за време на седмицата на Светиот Синод на Вселенската патриаршија во врска со напредокот на така нареченото украинско прашање. Атмосферата за време на дискусијата што следела била напната, бидејќи архиереите од Синодот изгледа заклучиле од извештајот дека посетата на делегацијата не дала никакви позитивни резултати. За време на сесијата било ислушано и мислењето на митрополитот Сава Варшавски, кој предложил да се најде нов лидер за автокефалната црква во Украина. Ова го кажува Orthodox Times, може да се провери. Значи, и во ФАНАР некои работи со концепцијата за доделување на автокефалност на Украинската црква очигледно се менуваат и евалуираат. Така што, за нашето прашање, навистина сметам дека треба некои работи да почекаат за да се издиференцира токму ова веќе спомената поларизација внатрешна, бидејќи ние кога влеговме во семејството на помесните православни цркви, веќе затекнавме ситуација на евхаристиска некомуникација меѓу Константинопол и Москва, меѓу Москва и Александрија, меѓу Антиохија и меѓу Ерусалим. Па видите, двата концепти на доделување, се сеќавате, украинското црковно прашање се реши со Томас доделување, така? Да. Колку цркви откупно ја го признаа тој Томас? 4. А ние, нашето прашање се решаваше по концептот Томос од Српската православна црква и акт од Вселенската патриаршија за канонско евхаристиско единство. Речи со сите имаме евхаристиска комуникација. Така што, може би, од оваа перспектива, некои процеси не изгледаат позабавени, ама вели нашиот народ нека е забавено, ама нека не е заборавено.
Инаку кога сме кај контактите, во февруари поранишниот председател Стево Пендаровски имаше средба со Вселенскиот патриарх, а веднаш кога се врати имаше средба со господин Стефан. Нема многу детали за што и како било разговарано, но јас има впечаток дека поранишниот председател бил посредник меѓу двете страни. Може ли така да го толкуваме тоа? А сега ќе ви кажам веднаш, не затоа што имаше гласови за тоа дека како може политичар да посредува во црковен спор. Апсолутно не. Не. Меѓутоа, тоа го спомена... Но што беше пренесено? Сигурно нешто било разговарано. Значи, поранешниот председател пред да замине во Константинопол го извести архиепископот за посетата, меѓутоа не во улога на посредник, туку рече се без исклучок. Сите поранешни председатели, јас се сеќавам и 2000 година кога Пендаровски беше советник на Борис Трајковски, сите поранешни председатели од стратешки формат го гледаа македонското црковно прашање и посветуваа големо внимание. Зошто? Затоа што, повторно ќе кажам, во канунското право на православната црква, за да една црква биде независна и автокефална, еден од факторите е политичкото раководство на истата држава да има иста таква добра волја изразена. До сега сите тоа го покажува заедно спомнувајќи и декларацијата на македонскиот парламент. Значи сите се трудеа на начин да остварат средба, да разговараат, да пренесат, меѓутоа никогаш не е улога на посредништво, на арбитар, бидејќи за црковната проблематика никој не може да преговара освен оној кој што има мандат. Господине Ѓорѓевски, еве наведум застојот, владиката Климент вели дека тоа постојано се развива, и господинот Сотировски вели дека на различни нивоа се комуницира, но за јавноста како да има застој во Вселенската патријаршија и се има чувство дека целиот однос со православните цркви сега е насочен на Македонската православна црква кон Српската православна црква. Дали токму Српската православна црква со тоа што не успеа со години непризнавање го постигна всушност со признавање и поточно држи блиску Македонската православна црква до себе? Да, јас стално го кажувам тоа, дека умисла на тој Томос од Белград беше да се Македонската православна црква да се добие да прејде на страна на црковен Белград, црковна моства во таа фронтална војна против Вселенската патријаршија, која своја круна треба да има во детронизирањето на Вселенскиот патријарх и одземање на неговите права да дава томоси за автокефалност. Мислам дека онако како што се развива работите, таа прва фаза од тој проект е успеана. Еве гледаме, јас можеби има контакти, ја не сум стварно навистина, не можам да знам. Меѓутоа година дена ние немаме комуникација со Вселенската патријаршија. Барем јас да знам. Се надевам дека грешам, ако ќе се извинам ако треба. Но порано ни доаѓа митрополити од Вселенската патријаршија, носеа пораки, дава интервјуа, ние сме оделе таму, сега едноставно сето тоа е замрено. Што е причина? Повторувам, се надевам дека грешам, но мислам дека не грешам и дека навистина има одреден застој. Дека единствена новост што беше посетата на председателот Пендаровски. И затоа мене ово случувањето со Бигорски, пак се навратам за тоа што го споменав во претходниот дел од разговорот. Се плашам дека тој фронтален напад што беше на братството на Бигорскиот манастир, нивното прогласување за пара црква, навреди од типот дека се фанариоти, гркофили, бугарофили, дека сето тоа беше и со таа цел да се прекине комуникацијата со Вселенската патријаршија. Ако добро сум ги следил работите, Бигорскиот манастир имаше една многу важна улога во таа комуникација со Вселенската патријаршија. Јас не ги знам сега сите надлежности, знам дека митрополит има задолжен за надворешни работи, дека е тоа владиката Петар, дека и тој од своја страна го тера тој процес, но не гледам лошо тоа ако некој манастир, некој достоинственик помага во тоа. Прочен, ние, ако ги гледате приемите на одредени странски амбасади, ако ги гледате божичните ручеци на нашиот поглавар, ќе видите таму кој владика каде се појавува. Знаете, кога имате една амбасада, ево видовме сега кога беше руската амбасада, мислам дека 4-5 митрополити беа на приемот овак.
кога има Божикен Ручек и архиепископот, кога е зависно од тоа кој е на чело на владата, се бира составот на митрополитите. Сакам да кажам дека се плашам дека ќе секне и тој канал на комуникација, бидејќи очигледно братството во манастирот ќе свати дека тоа нешто некому не му се допаѓа во Скопје. Господин Сотировски, предодиме на следната пауза реклами, сосема сме на крајот од емисијата, каде во приказната се за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква се другите православни цркви. Во кој смисло каде се? Па врските, конекциите, дали имаме за сега еве најмногу се комуницира со Српската православна црква, нешто малку со бугарската, грчката. Малку е воред, нели, и реал. Ја спомнавте преска и црковната дипломатија, мислам, нели така, тоа е... но и реал политиката е важна. Ние секако бившо југословенските народи и држави ни се најблиски. Нема јазична бариера, нема културолошка бариера и така натаму. Така да дури да не пребиваме во ваква комплексна ситуација, пак би ни биле најблиски. Затоа што и за митрополитите, за свештениците, и за верниците нема никаква бариера, нели? Народот е многу близок. Во таа смисла, тоа е во ред, но не треба да не води па и до некакви други заклучоци, иако во минатото сме имали задкулисни игри, непријателства отворени и тоа не треба се заборави. Така... Секогаш треба да се биде предпазлив. Апсолутно. Да се надеваме дека историјата нема лошо, туку подобро да се повторува. Другите православни цркви исто се важни и се негуваат односи од ова што ми е познато. Тоа е прашање повеќе за епископот Климент, но особено е значајно и за државната политика, нашите надворешни работи со другите држави, мора да ја таргетираме и културната дипломатија низ призма на односите на МПЦ со другите православни цркви. Тоа не треба да се прави спонтано или по потреба, туку треба континуирано и прилично обмислено да се пристапи кон тој процес. Сите се важни. Ние имаме традиционални врски со дел од помесните православни цркви, но има простор за заекнување во секој поглед. Тука го правиме вториот блок на реклами, пауза за вториот блок на реклами, одиме во самата завршница од емисијата. Назад сме в студиото, имаме уште точно 3 минути пред да се одјавиме и разговараме во крајниот дел со владиката Климент, секретар на Синодот и потпровод на МПЦ-ОА, со господинот Бранко Ѓорѓевски, новинар, и Даријан Сотировски, поранешниот директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, за една тема која неодамна беше актуализирана во јавноста, поточно околу обврските на верските заедници, не само на Македонската православна црква, кон државата во завршни сметки и пријавување на приходи. МПЦ не беше најден на списокот дека го прави тоа, зошто не го прави? Ние постапуваме согласно законот за верските заедници и во тој контекст сметаме дека ги исполнуваме нашите обврски. Меѓутоа, откако излезе таа статија во однос на имотот, притисокот од јавноста расте и можеби тоа ќе отвори и една потреба за дискусија како понатаму во однос на таа завршна сметка која што треба да биде пријавена во управата за јавни приходи. Бидејќи МПЦ има голем имот, што е легитимно право, туку прашањето е зошто не се пријавуваат приходи и завршни сметки, значи ќе се размислува МПЦ да се промени нешто на таа тема и понатака да се чисто ова да бидеме сите еднакви пред законот. Тоа е прашањето. Секако дека тоа треба да се регулира и треба понатаму да се размислува за ефектите од таа еднаквост пред законот. Господине Сотировски, вие како председател на поранешен директор поточно на Комисијата за односи со верските заедници, дали некогаш е покренато тоа прашање со верските заедници, не само со МПЦ-ОА, за извршување на врските кон државата? Во интерес на времето, да, многу пати. Во текот на 2020 година на моја иницијатива се одржани 2 последователни средби со поглаварите на верските заедници. Испратени се дописи со соодветни предлози, конструктивни, и до Министерството за финанси. Изработен е нацрт предлог закон за измени на законот за правна положба на верски заедници до Министерство за правда. Испратив своевремено и неколку ургенции до ресорот правда, но малку е комично, но повеќе министри за правда се променија од бројот на моите ургенции. Тоа беше и
во налед на ковид кризата, веројатно не беше приоритет, но сепак е значајно прашање. Црквата мора да го сообрази и црквата и другите верски заедници своето постапување и согласно Законот за правна положба на верски субјекти со правната легислатива на државава. Но и државата мора својот дел од обврските да го направи, а тоа е да развие облици за соработка, како една обврска, и другата да овозможи услови за работа на верските субјекти. Да речам, многу кратко, во интерес на времето, 2004 година носиме нов закон за даноци на имот. Тамо целосно се ослободуваат верските субјекти од данок на имот. И земјиште, и згради. Без никакви додавки и нешто во заграда. Законот се менува 2013 година, тогашниот состав на собранието го менува и ја носи денешната одредба која вели зградите, објектите, храмовите, каде што се богослужи само се ослободени, практично за се друго се плаќа, но таму завршува со како црква, џамија, синагога, молитвен дом и други простори на црква или верска заедница. Значи сакате да кажете станува збор за нејаснотија на... Не, законот е јасен, но сега имаме ние невоедначена практика кај единиците на локална самоуправа, па некои даночат некои не даночат верски имот. Тоа е само за данокот на имот. Данокот на добивка, да речеме. Е иста ситуација. 2014 тој усвоен, ослободени се од плаќање данок на добивка. 2019 без никакви консултации, подготовки да се измени закон и треба да се тестира како тоа ќе се примени утре. Дури во делот на подзаконски акти за примена на законот може многу да се направи, имавме ние предлози, но немаме повеќе време и само на крај прашањето до господинот Ѓорѓевски, дали со вакво иземање, да кажеме, условно или непостапување на државата кон верските заедници се создава недопирливост на верските заедници пред законот, многу кратко. Навидум така делува не би требало, мислам, се согласуваме со... Тоа е решливо и треба да се сообрази. Но тоа не е само лесно да се каже, многу е комплексно. Во секој закон кој што регулира одреден вид на данок, ние имаме малтене слична ситуација, па дури и во законот за сметководство на непрофитни организации, тоа е закон за субјекти кои што се формирани по закон за здружение на граѓани и фондации. Не е природно местото тамо да биде на верските субјекти, бидејќи се многу комплексни. Имавме ние предлог да се оди на облик на консолидирана завршна сметка, но тоа треба да се искомуницира и да се регулира правно. Само за крај да предоставиме, дали се чувствувате како недопирливи? Еве, само вас да ве прашам, да или не? Не, јас се чувствувам како дел од народот и мојата црква ја чувствувам како народна црква. Ви благодарам многу за гостувањето, владика Климент, колега Ѓорѓевски, господине Стировски. Се надевам во друга прилика повеќе време за повеќе теми поврзани со Македонската православна црква. Толку од нас, имајте убава вечер и останете со програмата на Телма. Фала.